50-та, ја мислам 51-та треба да е. А, да, 51-та. Добро. Добро. И отворам 51-та седница на општина Чешиново Облешово. Записникот го имате. Дали има некој забелешка на записникот од едната седница? Повели Сане? Почека да се јави некој за збор од членовете на Советот да реагира дека на претходната 50-та седница воопшто немаше гласање на записникот од 49-та седница со образложение дека го добиме на седницата. А овде е заведено дека сме гласале едногласно. Јас се реагирав дека записникот од 49-та и воредна седница ни е доставен буквално на седницата и не сме во можност да го проследиме и затоа не е гласа. А сега тука сите членови на Совет, како да сме гласале, траеме. Бидејќи имаме снимки од седниците на Советот на YouTube, а зошто се уште немаме во живо, директно, кој може да ми одговори зошто уште нема, пошто веќе пола година веќе е тоа. Јас во иднина воопшто нема да ги разгледувам записниците и нема веќе да гласам по истите. Чисто ова го прогледа дека на страна 8 едногласно се донесе и тоа 9 и 1 воздржан, а тоа не е едногласно. Страна 9. Страна 9. Исто јас беше против, а тука ми пишува одлука 9 членови беа за и 1 воздржан, што не е точно. После значи беше против за првата претходната точка и за после имаше два, ја беше против и имаше 1 воздржан. А исто така на страна 10 е дискутирано и за последната точка, предлози, прашања, барања, вметна тоа и од точка 5. Толку. Добро, благодарам, Соне. За записниците преска малку искомунитиравме дека ќе донесеме одлука, а расправаме минатата седница и точно не е одлука, туку договоривме се дека не се разгледани, на едната седница се разгледат. На сегашната, да. Добро, тоа е грешка. Добро. Некој друг дали има забелешка на записник од минатата седница? Нема, ставам го записникот на усвојање. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Воздржани против? Сане ти за или против? Јас сум излезен. Добро. А сега ставам ги записниците од минатите 2 седници што ги имавте. На седницата ги имавте добиено. Разгледале сте ги, дали некој има приметба на тие записници, поранешните? Нема приметба, ставам ги двата записника на усвојување од минатите 2 седници. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1. Против? Нема. Сане не е гласал. Надворе.
Добро. Благодарам. Значи сега дневниот ред го имате, че има дополнување на дневниот ред. Кофинансирање од некој што беше представник од Источнопланскиот регион, кофинансирање за камион за смет што е доделен на општината и он кажа од прилика околу 10.000 евра или колку таму да се предвидат у буџетот и да ги има у ребаланс тие пари да се допуне буџетот. Значи таа ќе биде допунска точка и има едно барање од има може повеќе барање. Добро, другата точка ќе биде барање и прашање. Дали има некој предлог за дополнување на дневниот ред од советниците? Добро, ставам го дневниот ред на усвојување со таа точка за кофинансирање за камион за смет. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против, нема. Почнуваме првата точка, извештај за извршување на буџет на општина Тишина Облишо за 2025 година од 1.1 до 31.3.2025 година. Имаме тука представник од финансии, повели. Извештај за извршување на буџетот на нашата општина за периодот од 1.1 до 31.3 од вкупно планираните приходи во буџетот на нашата општина за 25 година во износ од 140.054.951 денар. Во овој период се наплатени 25.542.821 денар или што представува извршување од 18%. Додека од вкупно планираните расходи за буџетот на општина Тишиново Облишено во 25 година во овој квартал во износ од 140.054.951 денар, во овој период се наплатени и извршени 27.661.565 денари или вкупно 19% во проценти. Овој период е од јануари до март. К2 образецот се состои од извештај за доспејани ненамирени обврски. За овој период имаме вкупно 16.982.162 денари се извршени обврските. Може да ги разгледате по конта. За јануари, за февруари и за март. Додека К3 образец се состои кредитите на нашата општина. Првиот кредит, имаме два кредита што треба да ги исплатиме во овој период. Првиот кредит е исплатен на 19.2.25 година во износ од 764.357 денара и исто така каматата е исплатена од 139.138 денари. Вториот кредит е исплатен на 28.3.2025 година во износ од 200.000 денари. Во тај период толку и можевме да го исплатиме, но подоцна на 7.4 исплативме 254.641 денар и не останаа уште 10.000 денари што ги исплативме на 9.4.2025, но сепак тоа ќе влезе во вториот квартал. Што значи дека исплатени вториот кредит и како првиот. Освен каматата што не ни е стигнана точно до денар да знаеме колку ќе треба да ги исплатиме. Добро. Моли? Да, рати, да, во февруари и во март и во август и во септември имаме кредит. Ратите што треба да се исплатат. Добро, благодарам. Некој дали од советите бара појаснување за некоја ставка или нешто околу извршување на буџетот? Не бара, ставам го извештај на усвојување. Повели се Сладжана? Од тоа конто, што не можеме да исплатиме, и исплаќаме од тоа конто, кога немаме на другите конто пари.
Да, бидејќи многу сме намалени овој период и мора да се наоѓаме, да. Да. Не. Разни работи сигурно им исплатени. Што може да влезе од тоа конто. Да. Значи, на буџетот ние толку ставаме, планираме толку пари за тоа конто. Има мало објаснување, само ти благодарам, председател. Под разни трансфери може да се плаќа дури и струја. Па да, слабо. Може, затоа што знаете дека декември и прошлата седница го спомна тоа, дека сме намалени 6 во основа и 2 во проекција. И нормално у таа рамка по секој конто треба да предвидиш средства, меѓутоа треба да се вклопиш во таа дозволена рамка. И од таа причина тука да отскокнува расходот по таа точка. И да, се согласувам дека прави конфузија, меѓутоа сега со наредниот ребаланс или проширување, како и да, ќе видиме сега од околностите што ни следат, ќе видите дека пак таму ќе мора да се предвидат, затоа што тоа ни е ставка по која што ако не успееме наменски по врска, значи се оде по разни трансфери, само за да можеме да бидеме ликвидни по однос на поверувањето. Благодарам. Благодарам, граѓанче. Дали повели Слажена? Само уклучу микрофонот. Ево тука што е привремени вработувања. 553.798 привремени вработувања кај нас во општината. Да. Добро, и ево Сме на договор. предпоставам дека е грешка. Квартално на К2 образец пишува од 1.1.2024 до 31.12.2024, ама сигурно е печатна грешка. Сигурно е Тоа печатна грешка. Да, че има датум на поднесување на извештај, пишува 15.1. Треба да се смени тоа. 25 вас. Да, па тука друга 25 и нема заради тоа, само со месеците да не има недоразбирање после. Тоа. Добро, благодарам, Слажена. Некој од советниците дали бара збор за извештајот? Не бара збор, ставам го извештај на усвојување. Кој е за? Слажена? Добро. Воздржани? 2. Против? Нема, 2 воздржани. Благодарам. Сега идеме за точка 2. Предлог одлука за прибирање понуди за избор на властен сервисер за возило. Тука е градоначалникот ќе објасне што е, кој имате нешто тука, записник, опис на штета, таа проценка некоја. Повели градоначалник. Благодарам, председател. Знаете дека февруар месец имавме ситуација со службеното возило Октавија. Потоа следеше проценка на самото возило од овластен проценител, на кој се во самата проценка не е тука возачот да може и самиот. Ја не знам дали вие имавте увид на самата проценка. Мислам дека ви беше доставена на една седница и во која ќе забележите дека самиот проценител на некои делови има ставено проценти. Ние првично побараме да сервисот се изврши од овластен сервисер, тоест од каде е набавено самото возило, меѓутоа тие ни вратија со одговор дека постапуваат само на нови делови. Од таа причина ние нема да можеме со осигурителната куќа да се покриеме од финансиски гледен аспект зборам. И затоа со консултација со адвокатот која води самата постапка ни даде препорака да прибереме понуди од повеќе правни субјекти кои што ќе пристапат кон санирање на самото возило.
уште е во тек правно-процесното дело, значи немаме конечност околу тоа, знаете дека нема да се оди со европски записник или со меѓусебна спогодба, бидејќи тука имаше и повредени, се отвори и имаше и медицински списи, и ќе мораме да одиме по судски пат. Меѓутоа, ние секако дека ќе треба да пак ќе повторам дека ќе по препорака од адвокатот, значи ние ќе треба да прибереме понуди за најповолен правен субјект кој ќе пристапи кон санација на самото возило. Ви благодарам. Благодарам, граначалниче. Дали некој бара збор од советниците? Добро, значи треба повели Слаđана. Сакам да прашам само, значи колку што разбрав, ово не е од сервис, така мислам од областен сервис, туку е од приватен, мислам проценител, така? Од проценител што е проценител, мислам, така. Ова се што го имате пред вас е од осигурителната полиса кај што е изваден осигурителната, баш кај што е извадена осигурителната полиса. Меѓутоа, како што спомнав, ќе се оди по судска постапка, нели, ќе се води правно процесно дело и тоа не знам, не би сакал ни па да алудирам на некоја работа, не знам каков ќе биде исходот. Значи тука се дадени основни параметри, меѓутоа проценката е од овластен проценител кој го ангажираше општината. Само не знам, пак ќе прашам дали, ама чинам дека на еден од прошлите седмици беше би елабориран. Не е тука, или па ако ви дозволува времето, може да побарам па да го разгледате. Да го разгледаме тука и да продискутираме. Околу него ќе видите и самите дека се ставени проценти. Например, карикирам, ако кај вратата е ставено, не знам дали е точно, сега е ставено 60%. И овластената куќа, мислам, овластениот сервисерот кај што е набавен од овластената куќа школа, не врши услуга од таков тип со процент на оштетување. Тука вика само нови делови вградува и тука ќе се доведе во дилема целата проценка, пошто ние не можеме да одиме мимо проценката што од овластен сервисер. Значи, некои работи што може да се санираат, ќе бидат санирани, и некои што треба да се целосно сменат, ќе бидат сменети. Значи ли водека не е конечно? Не е конечно, не е советник, не е конечно, затоа што се уште се води правно процесно дело. А ние мораме во меѓувреме да собереме за најповолен субјект кој ќе пристапи кон санација на самото оштетување на возилото. Пошто списите стигнуваат кај возачот, а јас сум тука само као сувозач и као колатерална штета. Не сам оштетен. Општината е оштетен, така, мислам, како оштетени, општината се води, не? Да. Добро, благодарам. Дали некој повели Славе? Уклучи микрофонот само. Ме интересира понудите како ќе се избират, како ќе се одлучува? Има ли некој предвид, имате ли некој или ќе чекате вие? Со адвокатот. Значи он ќе службено Он ќе ви предложи. Така ли или? Па мора избраниот субјект да исполнува некој критериум. Значи не можеме ние да го бираме по наши видување и убедување. Значи пак ќе мора самиот субјект да исполнува некој пропишен критериум. Сега тој материјален закон не го знам, меѓутоа ги почитуваме насоките кои ни се дават од обвинителство. Добро, благодарам. Некој друг дали бара збор по оваа точка? Значи, одлука за прибирање понуди, значи ставиме точката на гласање за да граначалникот може да си преку адвокат да си прибере понуди за да се колата сервисира. Кој е за одлука? Благодарам. Воздржани? Двајца. Благодарам.
Против? Нема. Значи, идеме сега точка 3, програма за одржување на паркови за нело и спортско-рекреативни површини во 2025 година. Имаме представник од јавното. Повели Игор. Програмата за паркови и зеленило е редовна програма која секоја година се донесува и ги содржи работните позиции и активности кои ги извршува јавното предпријатие во тој сезонски период од годината. Оно што е позициите се исти, оно што е важно да се каже овој пат е што во споредба со минатата година има зголемување на трошоците во програмата за некои приближно 20%, што го оправдуваме со оглед на порастот на трошоците кои ги имаме ние како јавно предпријатие и барањето начини да обезбедиме покритие за да можеме да обезбедиме каква таква ликвидност. Во процент реков дека тоа е 20%, во апсолутна бројка некаде околу 150.000 разлика, што сметаме дека за годишно ниво не представува големо покачување и голема бројка која би требало да биде проблем. Толку во делот на тоа. Благодарам. Дали од студентите некој бар збор? Повели са, не? Ај Славе, повели. Кај мене ме интересира за одржувањето на фудбалско игралиште 150.000. Тие пари се покриват од општината или како? Финансирањето на целата програма се покрива од општината. Значи, ние врз основа на месечно извршените работи, на крајот на месецот, во овој 6-месечен период, по однос на оваа програма, доставяме ситуација со трошковник до општината и на тој начин се покриват, тоа се плаќа на комуналното и на тој начин се покриват трошоците за оваа програма, за тоа што финансирањето не се наплатува директно од корисниците. Значи, во комуналните сметки нема ставка за програма и зеленило, како што тоа е во градските комунални предпријатија. Туку исклучиво целата програма е покриена од страна на општината. Вклучително и игралиште во Чина. Сане, повели. Страна 2, колку пати не во месецот, не во годината, туку за овие 4 години што сме во Советот, сте имали активност за одржување на пешачки патеки, клупи, корпи за отпадоци, а да не зборуваме и за засадување на нови садници, варасување на дрва и слично. Во условите на руралните општини, јавни површини кои може да се подведат како пешачки стази, клупи, корпи за отпад, постојат најмногу во парковите. Парковите ги одржуваме со сите потребни активности таму, вклучувајќи бекатон стази, одржување, празнење на комунален отпад, косење, изнесување на трава и сите тие предвидени активности. А инаку сите наведени позиции во програмата се извршуваат во рамките на можностите. Значи, ова представува како некоја рамка која е предвидува што треба да се сработи. Не значи дека 100% од тоа ќе биде и извршено. Во колку има можност, ќе се изврши, и тоа не значи дека се што е предвидено и ќе се реализира. Повели Сане. Аз уште едно. Прогледав го тука преглед на интензитет на одржување на паркови или зеленило за 2025 година. Прогледај ги бројките. Прилика, само разлика имате околу 11.500 денара, значи
имате на собирање трева 80.000 денари, тука пишува 100.000. Сечење на ивици по парк патеки, па имате разлика тука некоја, али отприлика е со 11.500 денара разлика. Ќе ги видиш тука. Добро, реков дека во програмата има покачени цени на вкупениот износ некаде околу 20%. Тоа покачување веројатно е од тие позиции кои ги спомнавте. Не, технички, у математиката е, ќе видиш, после ќе ти го кажам. Не знам сега кој дел. На страна 4. Вред. Добро. Страна 4, собирање на трева. Значи, едно по 8.000 денара, по 80.000 денара е 80.000 денара, тука пишува 100. Врати, посчевите ти, мислам дека е технички само. Не, собирање трева во површините е 10.000 квадрати. Истите 10.000 квадрати стојат и доли во финансискиот дел. По 1 денар од квадрат, тоа се 100.000. А собирање пето горе, собирање на трева 10.000, значи работи се за методологијата. А тука се предвидува колку е прва површина. Во втората табела е колку пати во годината. Значи ако една операција има, ако една површина, да речеме, сега паушално зборам, за машинско косење 10.000 квадрати по 15 пати во годината, на крајот во крајната табела се става 150.000 квадрати. И по цената која е предвидена, 2 денари, тоа на тај начин се добива трошокот за таа операција. Добро. Добро, благодарам. Дали некој од советниците бара збор? Не бара никој збор. Ставија програмата за одржување на паркови, зеленило и спортско-рекреативни површини на гласање. Кој е за програмата? Благодарам. Воздржани? 2 против? Нема, 2 воздржани. Сега идеме одлука за утврдување на тарифи на водни услуги, љепка да облешува 2025 година. Согласно законот за утврдување на цени на водни услуги, секоја година до Советот доставуваме барање и тоа до почнување на новата година, значи пред нова година обично иде таа одлука за утврдување на водните услуги, цените на водните услуги во наредната година. Оваа година се поклопува согласно истиот закон, еднаш на 3 години се доставува барање до регулаторна комисија за добивање на цени, односно тарифи во наредните 3 години. И ова година тој елаборат, што е пообемна документација, неколку пати беше враќана на доработка, на усогласување и конечноста ја имавме дури стапи на сила, дури сега овој период. Суштината на барањето е што ние ги баравме истите цени, да немаме зголемување и во тој дел. Решението на регулаторната комисија е, може да се каже и дека во суштина иста, разликите само во децимали. Така да за оваа година тарифите што се дадени се во ова барање. Надвор од тоа само да кажам дека за истите тарифи се и за наредните 3 години, со тоа што со некои децимални поени дури се уште и помали од оваа година, инаку сегашните цени се за вода 32,61, што е некаде 0, сега точно не знам колку се разликува од ланската година. За канализација 0,7 денари е зголемувањето и за прочистување 0,2 денари. Значи, сметам дека овие разлики се од козметички карактер, суштински немат никаква улога и нема да влијаат ниту на граѓаните, на оптеретување на буџетот на граѓаните. И тоа било
што би имал за оваа точка. Колку имате некои прашања? Добро, благодарам, Игор. Дали од советниците некој има прашање за по оваа точка? Повелицане? Страна 3. Точка 3 имаш. Не, точка 3, извини. Точка 3. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД Облешово, Чешиново, Облешово. Го повикам представникот од јавно предпријатие Облешово да ми даде едно мало резиме околу пречистителната станица во Кучичино. Па лично сега не би можел никакво нити објаснување, камоли па резиме да понудам. Меѓутоа, ние барањето за прочитување на води мораме да го поднесеме. Кога веќе постојат пречистителни станици на во склоп на канализационите објекти. Првично, во претходното барање, пред 3 години, не ни сакавме да го имаме ова барање. Беше ни насочено, мислам, стрикно бевме задолжени од регулаторната комисија, штом постојат тарифи за, мислам, штом постојат пречистителни станици, мора да имате и тарифи за прочистување. Така да ова барање мораме да го имаме и мора да имаме дозволени тарифи за пречистување на отпадни води. Но, благодарам, Повелицане. Значи, во контекст тоа дали е во функција, како што знам, пречистителната станица во Кучичино не е во функција, а се фактурира на месечните сметки. Чисто пред да гласаме за оваа одлука за утврдување на тарифите, да искористам и можноста да ви информирам дека за овој викенд, кога немаме уште и немаме вода во селото, родител на едногодишно дете, револтиран од ваквата состојба, изјави дека најверојатно го напушта и селото. Значи, сигурен сум дека и во други населени места има по некој пример што луѓето мигрираат поради не финансии, поради начинот на живот. Јас како член на Советот се надевав дека ќе се поправи состојбата на локално ниво, но ситуацијата е се полоша. За ваквата состојба имаме вина и ние како членови на Совет, бидејќи гласаме за прослави на општина од 10.000 евра, гласаме за тротоари и да не набројувам други нерентабилни во наводници проекти. А од друга страна имавме изградено пречистителна станица од страна на државата, а ние како општина ја упропастивме, а згора на тоа се наплаќа. Потоа имаме водоводна мрежа од салонитни цевки кои се канцерогени, која мрежа е амортизирана и има се повеќе дефекти. Водата е неисправна за консумирање, а сега ја немаме и како техничка, а ја плаќаме како пивка вода. Од друга страна, општината не си ги прибира парите од закупнина, од надоми за истакната фирма и други даноци. Полека воопшто и нема потреба да се бара за така наречени лежичи полицајци, бидејќи се иселија младите луѓе, а и постарите си одат на оној свет, а чисто за илустрација, во Кучичино за една година починаа 11 луѓе, а се роди само едно дете, а за краток период и тоа дете ќе оди во градинка во Европа. Искрено од дното на душата се надевав дека ќе има подобрување на квалитетот на живот во општината, но за жал сум бил во заблуда. Ова го пишував во момент на револт, кога и мојот син до пред еден месец не сакаше да чуе за странство, а сега размислува за напуштање на Кучичино, не поради финансии, туку поради недобриот начин на живот. Со сигурност, ово го кажувам дека состојбата е ваква и во другите населени места. Јас, градоначалник испадна, имаме проблем со водата, луѓето се толку многу револтирани, тие се цевки азбестни, еден предлог тука, еден апел до членовите на Совето,
доводните цевки што се од бушотината до резерваро, представникои на јавното предпријатие и веројатно знае за колку се работе, растојание, да може општината со јавното предпријатие да се замене со црево. Сега разбирам го и директорот на јавното предпријатие и вработеното јавното предпријатие, тие цевки ќе се санира тај дефект. Ево, за петок, сабота, недела и денеска дали ќе се направи. И повторно тие цевки ќе бидат во нефункционална состојба. Значи тоа е амортизирано и навистина е проблем. Голем проблем за да може, еве апелирам до членови на Совето, да излегнат у пресред за да се изгласа една одлука за црево, не знам колку е метар, веројатно Игор знае, до пречистител, до резерваро, а после оно се оде по природен пат за да се заменат. Луѓето буквално пиштат. Сега има и верски празници, не може да се избањат. Ова е од нова година наомо проблем. И затоа луѓето реагират, правиме тротоари, се требе, не сум речел, него требе приоритет да се гледа и на друго. Значи, апелирам председавачот на Совето, како мој предлог да се изјаснеме за финансиска конструкција, колку ќе биде црево тоа, за да може да се изгласе, за да се сменет тие салонитни канцерогени цевки. Не мрежата, знаеме дека тоа многу проекти треба, него само за да се ископа, да се тера до резерваро за вода за селото. Благодарам, Сане. Јас за овај проблем сум запознаен уште многу одамна. Ти кој беше советник, ја кој бев градоначалник, и Министерството за животна средина у тоа време одобруше средства за замена на азбестни цевки. Точно знаат сите у државата дека тие се штетни азбестни цевки. И у тоа време имаше програма преку Министерство за животна средина, ние бевме аплицирале, после што се случи назад не знам, а препоставувам дека и сега би требало да има такви програми, треба да се тоа прате, градоначалникот да отиде животна средина со едно образложение, со барање од група граѓани, од општина, од совет, и да мислам дека тоа и ќе го финансира државата. Може би само поставувањето на цевки да биде на терет на општината. Мислам дека тоа ќе го префане Министерството за животна средина. Мислам и гранчалникот треба да биде запознаен за тај проблем. Тоа е стварно проблем што веќе у Македонија мислам дали негде има или нема никаде повеќе. На времето ги сменија сите повеќе тие азбестни цевки. Значи, сега гранчалникот дојде да само да му накратко објасниме. Гранчалник Сане реагира од граѓаните на Кутчино за азбестни цевки што имат они. Значи тоа преку животна средина да се иде тамо да се пита, да се види, на време имаше проекти преку нив финансира, ако не друго материјало, па да го поставува општината. Поднесено е. Не знам колку пати е поднесено и последниот допис можам и да ви го испечатам као укажување до Министерство за животна средина. Значи не е оставено на случајност. Еви и сега моментално има проблем со прекид на водоснабдување. И знаеме дека и во иднина ќе има такви проблеми со тоа населено место. И ние како општина, значи последователно, ја не знам колку пати имам и учествувано на повик и укажување по нашите проблеми и нашата ситуација со самата конструкција и на водоводната мрежа. Благодарам. Добро, благодарам. Повелцане. Знаеме дека е голем проект, знаеме дека се големи инвестиции. Ние сега населението имаме помирено бар техничка вода да си имаме за употреба.
знаеме дека се големи инвестициите, него сега како инцидентно од бушотината до резерварот, 1000 метра или колку треба да се направи за да може да функционираме како населено место. Значи тие проекти ќе минат кој ти знае колку време. Јас имаше предавање, некоја излагање на невладина организација АЛКА, имаме ние и проект, целосен проект за реконструкција, него не беше избран нашиот проект. Мислам дека имаше нешто уларци и жиганци. И тај проект донесен е тука у општината, но мислам дека има временска рамка до кога може да се искористи, тоа е више не валидно. Значи, фактички зборам за инцидентно, значи, ќе поправе јавното предпријатие. Знаеме дека трошоци. Значи, имат проблеми они со спојката. Од едната страна е салонитна цевка, од другата страна е салонитна цевка. Они имат спојка и сега они ќе го направат може за 5 дена, 10 дена, повторно ќе се расипе, нема да биде у функција. И повторно трошкови, повторно тоа, значи многу по-малку инвестиции ќе биде за да се замене цревото, тие цевки да се заменат, црево да се стави таму фи колку ќе треба, отколку да се чека тоа. Проблем е, не тражиме сега, тражиме пивка, некој ќе ми замере од населението, тражиме пивка, него немаме ниту пивка, немаме ни техничка. Повели Игор. Водоводот во Кутчино има вода. За прекините, као и секаде што се случуваат поради дефект, е од времен карактер и тој дефект ќе биде саниран. Инаку, на самото, што се несува самиот тип на дефект, ова се случува втор пат за многу краток период, инаку до сега за цело време на функционирање не е имало случај да настане пукање на главниот цевовод. Сега дали е случајно или не, тоа никој не знае, меѓутоа не е ни за изненадување, затоа што стварно тој водовод е доста амортизиран и такви проблеми во иднина секако ќе се случуваат се повеќе. За било каква, значи за замена на целиот цевовод е нешто што мислам тешко може вака ад хок да се најде некое решение. Треба да се стави во рамките на идните инвестициони планови, да се планираат средства, да се тражат донатори. Меѓутоа во тековното работење, значи ние правиме се што треба за да се овозможи достапност на вода, доволно на количини за вода за пиење за сите, и мислам дека и во летните периоди и во високите зони немаше недостаток на вода, напротив беше снабдено селото со потребни количини на вода. Добро, благодарам Игор. Значи тај проблем е и на мене ми се јавуваат минатата недела ми се јавуваат двајца луѓе од Кутишино, еден ја беше Барич, знае се са некој е, Благојчо. И така дури револтирано, люто, не презимате мерки, овамо, намамо, и кажахме, ние сме советници, што треба за гласање, ќе гласаме за да се тоа стави во приоритет. Повеќе од тоа нема што да правиме. Некој друг дали бара збор по оваа точка? Повели Сане. Времен карактер се вика ако е ден-два. Значи ние околу Нова година имаме вода околу месец дена, особено високите зони. Особено високите зони и градоначалникот донесе тога и 2 палети вода, малку се ублажи колку толку за пиење, него сега е револтова многу поголем. Улогите одоци на полска работа и кога се врнат нема, значи се повеќе и повеќе ќе те кажувам и го примерот со исилување. Сино не сакаше да чуе за странство, сега вика размислува. Не само кај тоа лично јас да го кажувам. За сите места е така. Предпоставувам.
можно и ништо да не се плати, зависи како ќе биде ситуацијата околу ѓубрарката, значи ние како совет да донесеме одлука да не свикуваме хитна седница ако потражат одлука одма. Дали некој бара збор околу оваа точка? Ако може председател. Не дека ќе стане збор за итност околу свикување на седница, значи ние ќе треба со колегите да ги предвидиме, а тоа значи дека треба да бидат вклучени во наредниот ребаланс или проширување на самиот буџет. А тоа знаете дека не се прави за ден, два или недела, значи после тоа се чека од потврда од Министерство за финансии и да не се доведеме во ситуација која ќе биде побарана, знаете дека тоа оде преку источен плански регион, да не се доведеме во ситуација за да не бидеме комплетни со документација за тој временски период кој ќе се врши тендерската постапка. Ви благодарам. Благодарам, началче. Дали некој друг бара збор од советниците? Ставам ја одлуката на гласање. Кој е за? Благодарам. Воздржани и против нема. Едногласно. Сега има тука барање. Едно барање има од уларци од земјоделска аптека. Бранко што држи аптеката. Значи, барање има граничалче само да се советот вика да донесете одлука да ми дадат број на има улица, нема број. Треба ли му за некои документи, царини што ќе увезува, не знам што број на ваму аптеката што уларци. Значи, Сашко го контактирав, кажа дека половин селото имале број на некоја друга улица, таму таа улица немале броеви. Значи, преко урбанизам тука треба да отидат и Има воспоставена една пракса и има формирано тим за тоа кај нас во општината и не одеме колективно по населено место на населено кога ќе се констатира дека станува збор за улица кај што се засегнати повеќе места или како да ги наречеме домаќинства, значи тогаш се прави колективно, а додека во останатите случаи, значи секој кој е дошол кај нас во општината му се утврдува број на улица и за истото се издава потврда. Не знам, ја баш ми е чудно правен субјект за да не ја знае таа информација. Се случува за физичко лице, меѓутоа за правен субјект тоа е многу се прави за еден ден. Ви благодарам. Добро, повели. Во однос на барањата, нели, кои се доставуваат до Совето, прво ќе треба да има подпис од подносачот и да биде заверено од архива. Не знам дали уеднина би можеле вакви барања да разгледуваме на Совет. Јас го согледав, ајде од честно од наша страна да одговорим. Ајде сега ако одеме сувопатно по активското работење, да многу работи од барањата, дали се некомплетни, дали се надвор од програма за доделување, еве ќе го земам за пример за финансиска помош и ред други работи, меѓутоа е од наша солидарност. Не го почитуваме до толку сувопарно, пак ќе кажам, законот за архивско работење и за правилно доставување и примање на самите списи, ама честно од наша страна да одговориме за да може човек, правниот субјект да си ја заврши работа, да не биде кучницата од самите нас. Добро, благодарам. Значи, само не знам дали повели слажи. Во контекст на тоа што кажавам за заверувањето, неколку пати апелиравме до тоа да се архивски заведени. Сега ние немаме од овие барањата немаме кај нас копии, да, ама секогаш и барем за тие што се за барање за финансиска помош, секогаш дури да беше со сите критерии што се напомнати, да ги исполнуваат сите барања, сите критериуми однос на барањето. Доколку не бевме донеселе согласност да не се взимат барањата во предвид. Ја мислам така беше последно. Добро, ова е друга работа, не е нешто ни за средства ни за. Нема секако да го опираме, да. Добро, треба така точно. Нема што да се гласи. Добро. Добро, сега имаме друго барање.
сектор за правни, нормативни, општи и заеднички работи, Министерство за социјална политика, демографија и млади. Значи, за член на управен одбор. Значи, тоа социјалното откочени, што е тоа или? Член на управен одбор се предлага, значи, предоставен предлог за член на детска градинска заедница и врачишно обличе за представник на Министерство за управен. Милита Ацева. Знаете, дозволи председател, ти говорам. Знаете дека согласно законот, че ние мораме да бараме еден представник и од Министерство и самите тие ни го делегират истиот. Значи, ова е само известување, не е барање. И по наше барање они имат веќе делегирана личност, станува збор за Милита Ацева и контакт телефонија оставено. Значи, таа ќе биде при одржување на состаноци на управен одбор при детска градинка Звездички ќе биде информирана и да присуствува при донесувањето на предлози или одлуки, како и да е во процесот на нивното работење. Тоа е, значи. Не знам и... Добро, за ваше запознавање е добро да го имате како информација. И за тоа не треба одлука. Или треба? Тоа треба одлука, да. Меѓутоа, они го делегират, ние не го... Знаете дека вие... А која Милита Ацева, која е? Вработена во... Да, но тоа не е одбите да го има контакт, секако, мислам, и она ќе биде взаемна врската кона, што ќе присуствам, може и имни информации, барањето во неа. Мислам, како конекција, Да. Не прашам дали од нашата општина Милита Ацева. Не знам, Сане, Милита Ацева. Сане, повли Сане. Значи, она е од Кучичино и е член на управен одбор на детски градинки. Добро, уред, тоа е шо ми е тука од нашата општина, значи треба да гласаме за член на управен одбор. Кој е за? Благодарам. Воздржани против нема. Има друго барање. Маријанчо Јефремов од село Уларци. Не можам да го читам. Барам да ми одобрите финансиски средства за за брат му починан, а како вработен во ЈПК да Облешово. У ЈПК дали е работел сезонски? Со решение работиш. Да, шо почина да че, да. И вика, немам никакви средства, значи нешто не од јавното дали добил тоа, што има одпрем тоа. Сега ти си од Уларци, нешто што се познаем, може да објасниш повеќе. Тражи средства финансиски. Маријанчо Јефремов. Да, тоа брат му почина, ама не знам што всушност бара помош. Да. Еднакратно. Да. Па он е сам, татко му е починат, мајка му е почината, сам живете, брат му почина. Ама работ способен, не може да работи. Ја му таа дори предложи да дојде у јавното на место на брат му и тука рече и директор да ќе го земе. Одоздолу нешто и пишува дека да сака да работи, нешто пишува на одоздолу. Со нога нешто разберам, добро не напишам. болело, не знам каква е ситуацијата. Причина што не сум вработен и немам никакви други примања. Не бара работа. Добро. И тоа е, не знам. Не знам, ако имате некој предлог, предложите, ако нешто треба. Да, за износ. Ама износот беше вчера. Мислам, у сабота беше износ. Инаку друго примање нема никакви, ништо. Зима таа социјална пензија што дават преку... Таа забителска или? 7.000 мислам дека е некоја там, не знам што е. Толку 7.000 беше. Тие му се примаја. Не знам, дајте предлог советници, дај се и те градоначалникот тука нека кажат што треба, како треба да постапиме тоа барање. Па он нема и сметка, има ли сметка? Има позади сметка, има ставено.
Што взима пензија, мора да има сметка. Сметката му е блокирана од извршител и се опират ми парите. Тие не ги блокираат социјалните сметки. Да, знам. Дајте предлог од советниците, или градоначалник. Поне некој се добри 3000 да му се покрие тие толку трошко има 3000 има толку што. Па добро. Ако има. Некој друг од советниците има ли нешто во барање предлог? Ај по предлог на Сашо 3000 да му се одобри. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. Добро. Друго барање има ли нешто? Нема. Некој прашање од советниците дали има? Нема. Затварање 51-та седница. И среќни празници другата недела.